Здраво, јас сум Димитар и денеска ќе ви прочитам за приказната Пинокио. Значи вако. Си живееше еднаш еден сиромашен столар по име Джепето. Еден ден направи реалистична кукла од дрво и рече: ти ќе ми бидеш син и ќе те викам Пинокио. Со помош на една самовила, Пинокио оживеа и почна да се однесува како многу палаво момче. Еден ден избега од дома, а Джепето го бркаше по улицата. Пинокио, застани! Викаше по него. Целото соседство ги видела палавштините на Пинокио, но него не му беше грижа. Пинокио цел ден скиташе и се врати дома вечерта. Кога огладне, Джепето му даде леп и джем и седна да разговара со него. Пинокио, сине, зошто се однесуваш така? Зошто не си добро момче? Му рече: извини, тато, ке бидам добро момче од утре. Ке одам на училиште, вети Пинокио. Джепето го запиша Пинокио во добро училиште и го продаде својот капут, за да може да му купи училишни книги. На патот кон училиштето, Пинокио го забележа големиот театар. На марионите ги продаде своите училишни книги, за да може да купи билет и влезе во театарот. Представата започна, а на сцената настапува марионетите Арло и Синьора Роза. За време на представата тие го забележаа Пинокио. Марионетите извикаа: Пинокио, ти си наш брат. Куклите ја прекинаа представата. Па публиката се налути и се замина од театар. Директорот на театарот Манџафуоко беше бесен. Тој рече: ќе те искористам за оган, за да си испечам јагни за вечера. Арло, Синьора Роза и Панч замолија: не го гори, тој не е брат. Манџафуоко се сожали на Пинокио и го пушти, а кога дозна за неговиот сиромашен татко, му рече: земи ги овие 5 златни монети за твојот татко Джепето. Исто така му ги врати и училишните книги.
Пинокио ги зема златниците и книгите и тргна дома, но патот му го попречија една лисица и една мачка. Му рекла: ако ги закопаш златници во полето на чудата, ќе пораснат повеќе златници. На овој начин лисицата и мачката сака да ги украдат златниците на Пинокио. А кога не успеа, го закачија на едно високо дрво. Добрата Самовила му помогна да се симне. Самовилата го праша: зошто те закачија на дрвото? Не знам, одговори Пинокио. Во тој момент неговиот нос малку порасна. Треба да ја кажуваш вистината. Секој пат кога ќе кажеш лага, носот ќе ти расте, му рече Самовилата. Сака да ми ги украдат златниците. Пинокио конечно ја кажа вистината и се извини што претходно лажеше. Самовилата потоа го советуваше да си замине право дома, но кога стигна џепето не беше во куќата. Пинокио се обиде повторно да ја пронајде Самовилата, но не успеа и почна да плаче. Наеднаш се појави еден голем галеб и го праша: зошто плачеш? Пинокио му одговори: не можам да го најдам татко ми. Знам каде е. Ајде, качи се на мојот грб и ќе те одведам кај него. Пинокио така и направи и заедно со галебот се вивнаа во небото. Галебот го остави Пинокио на морскиот брег. Пинокио го виде својот татко како заминува со чамец, го повика: тато, тука сум на брего. Пинокио викаше гласно, но џепето не го слушаше. Продолжи да весла со чамецот. Пинокио повторно извика: тато, те молам, застани. Јас сум тука, твојот син Пинокио. Повеќе нема да правам грешки. Те молам, врати се. Но џепето веќе беше далеку. Пинокио се вознемири, не знаеше што да направи. Потоа по татко му го донесе до еден мал чуден остров. Таму сретна една жена и помогна да однесе еден кјуп со вода до низината колиба. Во замена за храна, кога
стигнаа во колибата, Пинокио ја препозна жената. Ти си добрата самовила, која ми помогна. Самовилата одговори: да, јас сум самовилата. Ако одиш редовно на училиште и бидеш добар, ќе те претворам во вистинско момче и носот ќе ти се врати во старата големина. Наредниот ден Пинокио отиде на училиште. Останатите ден Пинокио отиде на училиште. Останатите ученици му се подсмеваа: зарем оваа кукла ќе учи со нас? Групата на палави момчиња и едно куче почна да го бркаат и Пинокио мораше да влезе во морето, за да избега од нив. Бркајќи го, Пинокио и кучето влезе во морето, но почна да се дави. Пинокио го спаси кучето. Тоа му беше многу благодарен. Барајќи го џепето, Пинокио се врати во морето, но набрзо заврши во една рибарска мрежа. Рибарот одбиваше да го ослободи, па кучето му ја врати услугата и му помогна да избега. Пинокио рече: многу ти благодарам. Нема на што. Ти ми го спаси животот и јас ти ја вратив там добрина. Сега сме пријатели, одговори кучето. Пинокио рече: да, многу сум среќен што имам пријател како тебе. Пинокио стекна нов искрен пријател. Пинокио стигна до домот на самовилата. Таа му рече да оди на училиште. Мамо, донеси го полначо. До домот на самовилата таа му рече да оди на училиште. Пинокио отиде на училиште и доби одлични оценки. Кога се врати дома, самовилата му рече: утре ќе те претворам во вистинско момче. Покани ги сите твои пријатели на забава. Пинокио така и на Пинокио отиде и на училиште, доби одлични оценки. Кога се врати дома, самовилата му рече: утре ќе те претворам во вистинско момче. Во вистинско момче. Покани ги сите твои пријатели на забава. Пинокио така и направи. Им рече на
пријатели сите сте поканети на забава. Тие му одговорија: секако, ќе дојдеме кај тебе дома, но прво да одиме на карневал, каде што само се играат, а нема работа. Пинокио рече: прво ќе поберам дозвола од самовилата, само тогаш ќе можам да одам со вас. Пријателите се согласија. Пинокио ја праша самовилата дали може да оди со своите пријатели. Самовилата беше задоволна од неговото поправено однесување и очигледната желба за учење, па му дозволи, бидејќи се однесуваше добро. Неговиот нос се врати во својата природна форма и големина. На карневалот еден волшебник се обиде да ги претвори сите момчиња во магариња, но добрата самовила повторно му помогна на Пинокио и тој се спаси. Еден ден Пинокио отиде на морскиот брег, додека шеташе, одеднаш се лизна и падна во морето. Веднаш го проголта огромен кит. Во стомакот на китот тој го виде свој татко. Заедно скроија план да го натераат китот да кивне и на тој начин успеа да избегаат и двајцата беа многу среќни. Откако излегоа од стомакот на китот, се вратија дома. Почнаа да работат заработат за живот. Пинокио најде работа на нива кај еден земјоделец. Кога заработи доволно пари, реши да купи убав капут за својот татко. Затоа отиде на пазар, каде што сретна еден полжав. Полжавот му кажа дека самовилата е многу болна. Пинокио: самовилата е многу добра. Таа многу пати ти помогна. Треба да појдеме да се погрижиме за неја. Пинокио се согласи и рече: тато, во право си. Ќе тргнеме веднаш. Таа навистина е многу добра и секогаш помага. Понекој потребни подготовки. Таткото и синот тргнаа кон домот на самовилата. Кога стигнаа таму, на вратата го
најдоа пожалот, а Самовилот одмараше во својот кревет. И Джепето и Пинокио добро се грижија за неа и наскоро таа оздраве. Самовилата му рече на Пинокио: Пинокио, многу сум горда на тебе. Сега кога оздравев, конечно можам да те претворам во вистинско момче. И по само неколку мига Пинокио стана вистинско момче. Тој и Джепето си живеа среќно до крај на животот. И толку од приказката. Ајде, чао! Се гледаме во друго видео. Чао, поздрав на сите!